Над 180 локални патишта се рехабилитирани со пари од Министерството за транспорт и врски, изјави денеска министерот Благое Бочварски. Еден од тие примери е и финализирањето на делницата Таренци-Долни Балван во Карвинската општина. И досега некаде 180 локални патишта се реализирани, а дел веќе се завршуваат исто како што е и локалниот пат помеѓу Таринци и Балван, и сметам дека ова е значајна подршка од некаде 30 милиони денари за граѓаните, за општините, и вака ќе продолжиме да работиме и во идниот период. Преку реализација на капиталните проекти да даваме подршка и на општините, да реализираме што е можно поголем број на капитални проекти во државата, и само сакам да истакнам дека нашиот придонесот на Министерството за транспорт и врски е огромен. Посебно во последната година, кога капиталните инвестиции за прв пат историски гледано надминаа над 700 милиони евра. Бочварски, заедно со карвинскиот градоначелник Виктор Паунов, извршија увид во работите на спомнатата делница. Се работи за должина од 1,6 километри со изградба на велосипедско-пешачка патека, која што е и такако важна за овој дел од населението, односно од територијата на општина Карвинци. Се надевам дека ќе го завршиме успешно, како што се движат и активностите до сега. Се работи за некаде 80% изграден пат, завршен проект, останува финишот од делот на патеката и од она што ќе значи завршен слој, односно асфалтирање на овој патен правец. Крајниот рок за изведба на овој проект е некаде крајот на месец март. Министерот ги повика општините да аплицираат со проекти за рехабилитација на оние локални патни правци за кои барањата од жителите од руралните подрачја во последно време во овој регион се почести. Потребно е да општината изготви проект, и доколку тоа е барање на граѓаните, преку општината може да биде доставено до Министерството за транспорт и врски. Согласно методологијата која што е веќе усвоена, секоја општина има свој пакет на финансиски средства кои што треба да го искористи, и ние бараме да аплицираат и да ги реализираме средствата во што е можно поголем обема, преку тоа и да ги решаваме проблемите на граѓаните.